10 дена откако Кичево и околината го зафатија интензивни снежни врнежи и температури 20 на степени под нулата, конечно последниве 2 дена дневните температури со некој степен над нулата доведоа до нагло топење на снегот. Надлежните институции со сите расположливи ресурси изминатите 10 дена интензивно работеа на терен со цел овозможување на поголема проодност на улиците и тротоарите. Заради ниските температури, повеќе денови, тротоарите и улиците беа под снег и мраз, при што движењето на пешаците и возилата беше отежнато, а не помагаа ниту солта и ризлата кои секојдневно беа истурани од надлежните институции. Според последните информации, во моментов сите патишта кои водат до повисоките населени планински места во Кичевскиот регион се проодни и нема проблеми при движењето на возилата. Инаку, ден пред Бадник, кога започнаа снежните врнежи, снежната покривка во Кичево во градскиот реон достигна до 30, а на повисоките места и до 50 сантиметри. Ноќните и дневните температури, кои континуирано беа длабоко под нулата, предизвикаа над 100 граѓани да се здобијат со скршеници, нагмечувања и дисторзии на екстремитети, кои лекарска помош побараа од ортопедското одделение во Кичево. Оттаму апелираат поради се уште присутните остатоци од кашест снег по тротоарите, внимателно движење на пешаците. Од Автомотосојузот на Македонија информираа дека сообраќајот на главните патишта се одвива тековно во зимски услови по претежно влажни коловози на места со остатоци од снег на коловозот по интервенција на екипите на Македонија Пат. Ниските дневни температури изминатите 2 дена допринесоа нагло да се стопи снегот во Кичевскиот регион. Како што може да забележите, магистралниот пат, како и сите останати регионални и локални патишта, веќе се проодни. Во моментов во Кичево полека почнува да врне дожд. Меѓутоа, веќе од понеделник, според најавите на Управата за хидрометеоролошки работи, очекуваме нови врнежи од снег. Дали тоа повторно ќе значи тешкоти за пешаците и за возачите, ќе видиме веќе од понеделник.